во срцето на Тиквешијата Ваташа. Да, Ваташа, а не Кавадарци. Може чудно, ама според хроничарите изгледа вистинито. Пред повеќе од век и пол Кавадарци едва се споменувало. Ваташа повеќе ја знаеле, особено карванџиите. Има една легенда која вели дека кога карваните се наближувале кон Кавадарци, прашувале каде е патот за Ваташа. Тоа колку да се знае. А денес Кавадарци и Ваташа се како едно. Кавадарци е средно голем град, убав, модерен, динамичен, забревтан. Ваташа, што ли е? Дел од Кавадарци, село, градче или урбана населба? Од се помалку, ама е убаво, питомо, мирно, речиси идилично. И си има се, убави куќи, дворови, спастреди, целосна инфраструктура и прекрасен кеј на Лудамара. Но кој е Ваташа? Значи, Ваташа се работи за едно од постарите села во Република Македонија. Настанато е стотици години наназад, значи Ваташа е настаната прво, па од Ваташа потекнува настанокот на Кавадарци. Во Ваташа имаме негде околу 1000 домаќинства, со вкупно околу 3 до 4000 жители. Значи, доста урбана средина се работи во селото Ваташа. Илија, село ли е, градче ли е, урбана средина ли е? Значи, Ваташа е микс помеѓу традиционално и модерно урбано. Самата инфраструктура која може да се види, еве денес да ја видиме, укажува на тоа дека сепак не се работи за некој традиционален тип на село, како што можеме да видиме во подалечните села, да речеме во Кавадарци, конкретно во Подкожувието. Овој дел, централниот дел, да речеме во Ваташа, е помодерниот дел. Инфраструктурите на куќите укажуваат на тоа. Имаме и еден дел кој е од потрадиционален тип, да речеме, еве тука кај црквата имаме најстарите и најавтентични куќи во село Ваташа се наоѓаат овека и кои представуваат, значи, историјата на нашето село. И исто така е овде и ова градската, односно селската кафана 12 другари представува историјата на цело ова наше село тука. Ова меа на селска, значи, до ден денеска ја одржува таа традиција и еве и ние како млади до ден денес доаѓаме, знаеме се, дружиме и така. Ваташа живее современ живот. Сите инфраструктури се. Значи, Ваташа е доста урбана средина, како што кажав, значи имаме и угостителски објекти, Ваташа има, еве, гледаме современи улици. Доста во последниот период се гради во инфраструктурата, еве, имаме направено кејот во села Ваташа, мостови се прават, значи инфраструктурата е на едно завидно ниво и можеме да речеме дека на исто ниво како што е и градот Кавадарци. Резултат на тоа е што Ваташа и Кавадарци се споени, да речеме, и се нешто што почнува на некој начин почнува од Ваташа, па се движи на кај Кавадарци. Илија, велат, не е Ваташа зад Кавадарци, туку Кавадарци е зад Ваташа. Така, значи Ваташа е пред Кавадарци и од Ваташа настанало Кавадарци. На тоа сме ние ваташани, нели, малку горди на таа... Со право? Со право, да. Со право сме горди. А Ваташа е многу стара населба, дури од предхристијанскиот период. Петре е многу плоден и искусен историчар кустос, исклучително компетентен. Ваташа е без друго најстарото населено место во Тиквешијата, или едно од најстарите населени места. Се спомнува и во турските документи од историјата на македонскиот народ и во една анекдота стои дека додека Ваташа била населба, Кавадарци било нејзин заселок. Што значи се споменува уште во пресловенскиот период и самото име нема словенски карактер, што значи дека селото Ваташа постои уште во античкиот период, бидејќи на територијата, односно на површината кај што е денеска лоцирано селото Ваташа, пронајдени се голем број археолошки локалитети, наоди од античкиот и праисторискиот период. Првите историски записи за Ваташа потекнуваат од 14 век или поточно од 1378 година. Се знае дека браќите Јован и Константин Драгаш или Дејановичи, под чија што владење се наоѓала оваа територија,
селото Ваташа заедно со уште 28 села го дават како метох, како подарок на манастирот Пантелеймон, во рускиот манастир Пантелеймон на Света Гора. Понатаму во Ваташа имала своја црква уште во 14 век. Тоа е црквата Свети Михаил Архангел, еден од најстарите културно-историски храмови, верски храмови во тој период во целиот Тиквешки крај. Меѓутоа, за жал, во 1385 година турскиот освојувач Тимурташ Паша и покрај тоа што го завзел селото, еден добар дел од куќите ги запалил, а при тоа ја запалил и црквата Свети Михаил Архангел. Долги години ваташани немале своја црква, така да тие своите верски обреди ги најчесто ги вршеле или во Мокришкиот манастир, во Полошкиот манастир, а имала една параклисна црква во сега кај што е изградена ова новата црква. Ваташа представува еден од, реков, најстарите и најзначајните населени места во Тиквешијата. Значајно е по културни настани. Ваташа е културен центар, Ваташа е стопански центар, трговски центар, а исто така Ваташки е духовен и културен центар на Тиквешијата. Првите образовни институции се формирани токму и во селото Ваташа. Пред Кавадарци. Пред Кавадарци, да. 1830 година во Ваташа отворено првото световно училиште. Прв учител во Ваташа е учителот Даскал Камчев, Наков, Колев, Попангелов. Вие да не водите корени од таму? Не, за жал не. Неколку години подоцна, по отворањето на ово училиште, Даскал Камче ја отвори и првата печатница во Македонија, со помош на архимандритот Теодосија Синеицки и со помош на еден богат трговец од Кавадарци, се вика Трајко Јовков, кој со парично го помогнал Даскалот да набави печатници и да набави бук. Околу печатницата на Даскал Камче занимавале и две англиски потописци, тоа се Ирби и Мекензи. Тие дури дошле тука со цел да најдат остатоци од старата печатница. Исто така, значајно да се каже дека Ваташа е позната и по голем број револуционери од предилинденскиот период, од времето на ајдуството и комитството, меѓутоа и голем број револуционери од времето на илинденскиот, поилинденскиот период, времето на народно-ослободителната борба, револуција 41-45 година и можеби најзначајни од сите тие се Страшо Пинџур во чијашта куќа се наоѓаме. Денеска е спомен куќа или меморијален спомен музеј. Да, пред неговата куќа. А во нејзино соседство и куќата на една од најзначајните личности во поновата историја на овој крај, Димката Ангелов Габерот, кој што представува токму легенда за целиот овој наш Тиквешки крај. Во овие краишта духовноста од секогаш била присутна, особено во колективната меморија на населението. Има бројни, бележити цркви и манастири. Денес баш и не е така, ама Данаел верува во традицијата. Во моментот се наоѓаме во црквата Успение на Пресвета Богородица во село Ваташа. Црквата е генерално стара или нова, за црквата нема значење, вака најискрено речено, бидејќи црквата е секогаш вечно млада и вечно постоечка, таа не е институција. Дури и нејзините мртви членови се живи членови, така да од тој аспект, но ако зборуваме за историското постоење, физичко постоење како храм, ова црква е датира генерално, значи е направена 1917 година е почната да се гради. Иначе има налази и од пред тоа, од 1385 имаме доказ дека практично Тимурташ Паша ја има запалено, кога го има запалено генерално и севкупното село Ваташа. А тоа само сведочи дека нејзиниот историски тек во постоењето низ овој век и свет дека е всушност многу постаро. И по некои мои скромни размислувања сигурно датира од првите векови на христијанството, во генерално со подеднакво исто како Стобиската или како Хераклеа и така натаму, во овој дел на Кавадаречкиот регион, да речеме, на село Ваташа и Тиквешкиот регион поточно. Црквата во Ваташа пред се, како и многу манастири и цркви во севкупното обитисување во Тиквешијата биле многу богати со библиотеки.
Значи, почнувајќи од Полошкиот манастир Свети Ѓорги, во кој што генерално се преведували дела на светите исихасти. Значи, во тој еден потек од 13 до 16 до 17 век и после средното вековие за кое што нели ни велат дека е мрачно и не лажат, овде се преведувале најубавите историски книги, многу значајни генерално за севкупното спасение на животот на човекот. Значи во Историјата е тоа. Ајде сега малку земски, духовното, современото. Си имате покупа? Да. Овде црковниот, литургискиот живот функционира безпрекорно. Јас сум псалт овде веќе неколку години. Видете, не само во однос на библиотеката овде, и во оваа црква постоеле, значи, книги како Ирмологионот, кој што е донесен, кој што бил печатен во Виена, конкретно 18 век. Црквата е Света Богородица. Свет Успение на Пресвета Богородица. Селска слава црковна. Селска слава црковна воедно. За жал, видете, во однос на богатиот литургиски живот што постоел пред тоа, ние сега не можеме да се пофалиме за жал со тоа. Јас само ќе ги спомнам предците на нашите ваташани, како да речеме еден Аџиколе кој што бил гнавниот ктитор на оваа црква. Еден Крсте Минчев за кој што рекол сите колку што ќе соберете у Ваташа пари, ја ќе дадам исто толку пари за да изградиме црква. Не се знае дали е тоа така, ама значи и помалце од тие разговори, да речеме за фамилијата Джуневи, кој што донирала камбанарија уште од 1850 по 1926 година. А се знае ли од каде е донесен? Да се знае каде е од Битолската ливница од тоа време. Оваа поновава, ова што е од 917 или 20, така, на почетокот на 20 век што е донесено тука. Денешниот ваташани треба малце постимулативни да бидат однос на животот на нивните предци и да доаѓаат што почесто во црква, да си ги спасат души. Тоа сакав да ве прашам, дали постои духовен живот? Дали си ја почитуват верата и традицијата? Да, клучно прашање. За жал, не можеме многу да се пофалиме тоа сега за Ваташа. Значи, црквата е, само видите, она е 23 на 10 метра. Значи, внатре може да доведе неколку села како Ваташа. Но за жал, литургискиот живот кој што е патен многу редовен. Значи, ние служиме овде на сите слави, на сите црковни празници, секоја недела воскресение. Но за жал црквата не се полни. Не можеме луѓето да ги изброиме на две раци овде. А младите се враќаат по вера? Тоа е добра работа, затоа што се надевам дека тој тренд ќе почне, и мислам почнате, меѓутоа дека ќе завзема се повеќе и повеќе размери, оти тоа е единственото нам што ни треба како народ и како црква. Тоа ќе го одржи нашиот бит. Ова е историјата и традицијата, која треба да се почитува, како што рековме. Ама треба од нешто и да се живее, да се работи. Блажо, а во Тиквешијата секој трети Блажо реши да остане на дедовското и да работи земјоделие. Да, какво се знае, лозарството, ама и уште повеќе. Се наоѓаме во локалитетот Моклиште, кој што е еден микролокалитет за лозија, за претежно лозарски крај, бидејќи општо Тиквешкиот регион е лозарски регион, така да и тука исто се одгледува винова лоза и други земјоделски култури. А ти со што се занимаваш? Јас се занимавам со лозарство и винарство. Од кога? Па Цел живот. цел живот, да, откад знам за мене. Професионално со винарство се занимавам едно 15 години сигурно. Имам моја лозе, моментално е во фаза на сменување на асортиментот и од него до сега грозието што се береше, се превеше вино и нешто рекија, пошто сите у Теквешијата нема куќа, мислам, што не произведува вино и рекија за свој потреб. Моментално на оваа парцела од 3 декари ќе се менува асортиментот. Сега моментално популарните сорти темјаника ќе биде овој дел овде. А до сега што беше? До сега беше вранец. Вранецот е добар. Да, добар е, али имам вранец и на друго место, така да тој останува,
а тука ќе одиме со бела сорта. Како по локалитет кој што е на голема надморска висина, така да малце ќе мислам дека ќе добиеме поголем квалитет со белата сорта, отколку со црвената. Ама Блаже и трендот е модерен, белите вина се во тренд. Да. Што? Па во тренд се. Реф е за една ваква локација која што мислам дека има голем потенцијал за винарство и за развој на вински туризам. Имаш и такви намери? Па да, имам и намери за да го развиваме винскиот туризам. Меѓутоа, уште сме во фаза на правење на проектот, така да мислам дека во најскоро време ќе почнеме со старт на проектот за развој на винскиот туризам. Убави планови, модерни амбиции. Да му се посреќи. А зошто да не? Еве, штом го сретнавме на Луда Мара Трајан, знаевме дека ќе успее. Трајче, пензионер си? Пензионер Од што се пензионира? от работен стаж. Старост. Што работиш? Бе пожарникар, бе оджачар, бе инкасант на таквата на пазаро, на платуе. Вика дека си најстар за нечи. И најстар од собранието се застанување ми издржа во Емос Нашко во Скопје. Во Скопје Нашко бе. И што заврши? 6 месеци. Школу заврши за оджачар, за пожарникар и за економско вишо. А што работеше највеќе? Оджачар? Како беше порано оджаците, ги чистеше? Убаво. Природно ме пречекоја граѓаните со градима чека Да чистиш да оджаци? чистам оджаци. Има ли сега оджачари? Нема. Синот мој оде, Те наследи? ме наследи. А Луда Мара, зашо се вика Луда Мара? Луда Мара се вика од гора кога отекла била во многу вода. Воа да го залило сето. Сето залиено. Го однесило во сето. Не беше вака реката направена. Во Југославија направија реката. И тој некоја жена се даде адигнало. И ја крстиле Луда Мара. По Мара. Мара. Зошто Блажо да успее? Па затоа што оджачарите носат среќа. Караванот со убавите села продолжува понатаму низ Македонија.